Еврокомесарката за проширување Марта Кос се понуди како леснувач во преговорите меѓу Македонија и Бугарија. Во воведното обраќање на дебатата со членовите на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент посветена на проширувањето на ЕУ, рече дека во интерес на безбедноста и иднината на континентот е потребно да заврши обединувањето на Европа. With North Macedonia, our political objective is to open negotiations on the fundamentals cluster as soon as the necessary constitutional amendments are adopted. For this, Bulgaria and North Macedonia should start talking extensively and find a solution to this bilateral issue. I stand by to facilitate if necessarily. Пораката е испратена во пресрет на најавите дека Европскиот парламент ќе расправа за извештајот за напредокот на Македонија кон ЕУ, кој ќе се одржи 4 места во кои се признава македонскиот идентитет и јазик. Претседателката Силјановска очекува поддршка за тоа што смета дека во спротивно тоа многу лошо ќе зборува за демократскиот капацитет на Европскиот парламент. Резолуцијата за Македонија што ја изгласа бугарскиот парламент пак за неа е навредлива и во старт го невозможува диалогот. Замислете во 21. век да оспорувате нечiji идентитет. Тоа е непознат феномен. Особено што седите во институција која е дел од Европската унија, во чии основни конститутивни документи како договорот за ЕУ, како Лисабонскиот договор, како повелбата за фундаменталните права се гарантира почитувањето на националниот и културниот идентитет. Премиерот вчера контактирал со дел од сестринските партии, има информации за текот на гласањето, но не сака да коментира ништо пред тоа и да се случи. Во текот на вчерашниот ден имав голем број на телефонски разговори, министерот за надворешни работи исто така, други луѓе од владата исто така разговаравме во текот на денот и да почекаме утрешниот ден да дојде. Мицкоски изрази загриженост поради најавените амандмани од бугарски пратеници кои според него ќе се обидат македонскиот идентитет да го представат како сегашен. Извештајот за Македонија на известувачот Томас Вајц утре ќе се најде на расправа во Комисијата за надворешни работи во Европскиот парламент.